Добар ден или за некого добро утро, зависи кој како и колку е ранобуден или касно буден. Добро дојдовте на уште една неделна богослужба или доза на проповед, доза на охрабрување, доза на она што го правиме во текот на неделата, доза на Божјо Слово. Сигурно ви недостасував на некого многу, на некого малку, на некого може би ич, но едно знам дека вие многу ми недостасувавте и баш ми е жал, баш ми е криво што еве после долго време на ваков начин ќе се видиме. Ја не можам да ве видам, но вие ќе можете да ме гледате и не само да ме гледате, да ме слушате, што е многу побитно, иако пред се ние треба да ги гледаме оние што зборуваат, не само да ги слушаме и да ги гледаме или да се внуваме во нивниот живот за да земеме полука, за да земеме што треба да правиме, а понекогаш и што не треба да правиме. Така да уште еднаш добро дојдовте. За тие што ете ќе се вклучат и не ме знаат, јас сум пастор Илија Таневски, пастор на Христијански центар 490 и ми е многу мило, пак ќе кажам, што можам да ви собратам, па може би после една најдолга пауза во моите последни сигурно 6 или 7 години, од некаде 40-50 на дена, каде што сме немале ваква интеракција. Стварно беа прекрасни тие служби што си ги имавме во Сити Хол и тука во Поема, но поради препораките и забраните од надлежните институции, мора ова да оди вака. И јас, како што гледате, сум добар. Нема да кажам дека сум супер, иако здравствено чувствувам супер. Не може човек да биде супер кога нели он е добар, но луѓето околу него или луѓето во државата не сите се добри. И верувате дека барем јас го чувствувам тој горк вкус во устата за она што се случува, без разлика дали си ти добар, секогаш останува моментот и што е со ближниот или што е со тој до мене. И така да верувам дека и тоа е Божјото срце. Божјото срце е да не охрабри, да не оснажи, да не засили, да едноставно ни даде благодат во тешки времиња, да можеме ние да испрапиме, но и да ги имаме другите во мисли. И верувам дека можеби и тоа е најголемиот аспект на христијанството, и затоа многу пати ќе се сетите, имам кажано дека христијанството е широко градно. Широко градно значи дека може да собере многу. Може да собере многу луѓе во него, може да собере ситуации, може да собере се оно што може би од светот или може би од некој е отфрлено. И затоа го споменав сето ова, затоа верувам дека секој еден што го разбира Божјото срце не останува на моментот јас, него оди понатаму и се грижи за другиот. И во тој контекст ќе биде и мојата денешна проповед или можеби разговор онака со самите вас, да едноставно, но ајде пред било што да спомнем од проповедта, сакам лично и јавно да се заблагодарам на секој еден што ме имаше во молитви, и мене и Даниела, секој еден што се јави, што пиша, што не благословуваше, секој еден што не имаше во мислите. Сакам да заблагодарам на целата црква, на сите едни што пишавте, што не охрабривте во целиот овој период што го поминавме со нели овој вирус и поствирусен период каде што нели заздравувавме. Сакам да кажам благодарам на моето семејство, на пошироката моја фамилија што исто така се грижеше во целиот овој период, на моите пријатели, на мојата сопруга лично. Сакам да се благодарам за целата нега што ја пружи. Сакам голема благодарност да пратам до
оддел од гастро во интерните клиники на клиничкиот центар, каде што јас бев сместен, и ја верувам дека некои од нив ќе слушаат, и навистина фала. Фала за несебичната грижа, не само за мене, и за сите други, и продолжете така, ви имаме во молитви, и знаеме колку е важен овој период, колку е битен и колку сте неодморени и ненаспани и сите тие нешта. И фала ви што навистина честно се борите за секој еден живот. И навистина во вакви периоди е многу важно да го видиме се това, да го препознаеме се това и да дадеме чест за сето тоа, но и да дадеме поттик, да утре кога ќе станеме да се запрашаме што ние направивме за подоброто утре, што ние направивме за вирусот побрзо да си оди, што ние направивме за луѓето да бидат поздрави. И ја верувам дека како христијани не само што сме повикани, него и го препознаваме повикот и навистина сме не само одговорни, него и повеќе од тоа. Сме тука за секого еден. Било преку молитва, било преку лична помош за луѓето, и така да као христијански центар нема да биде во фалба, или ако биде фалба ќе биде во Господ фалба. Направиме многу, но верувам дека ќе направиме уште повеќе, не само во овој период, зашто на некој начин секој е во некаква потреба во различни периоди. И на таков начин ние треба да осогледуваме во нашите брајки и сестри, во нашето општество, и така да делуваме. Така да, секој кога поминува низ некој период комплициран, тежок, бурен, како сакате наречете го, или како вие самите го разбирате, за мене лично беше тежок во контекст на физички аспект, но од друга страна не може да биде предизвикувачки, но не може да биде толку тежок кога имате Господ на ваша страна, кога имате сите тие пријатели, сите браќи и сестри, сопругата или сопругот кај некој и на твоја страна, и така да тој факт олеснува. Тој факт многу олеснува, и верувате дека кога се наоѓате во таков еден период, секој се замислува, секој го проширува погледот на тоа што било до сега, што е сега и што ќе биде понатаму. И верувате дека Господ тие ситуации ги користи да едноставно ве најде, ве начека на момент каде што сега ќе можам да ти кажам, сега си смирени, ќе можам да ти објаснам она што може би пред тоа не може. Нашите динамични животи го отежнуваат понекогаш слушањето на тоа што Господ сака да ни каже. И верувате дека вакви моменти се и како добре дојдени моменти да навистина направите ретроспектива на вашиот живот или на вашите последен период и да му дадете дозвола на Господ да делува. И таков период имав јас, таков период имаме ја и Даниела, каде што навистина Господ ни зборуваше многу лично преку луѓе, и едноставно тогаш дури донесувате некои одлуки што ќе важат за наредните години. Дури и ја не сакам да направам теологија од сето тоа, зашто пред се е лично. Ја верувам дека секој што поминува низ нешто лично, поминува работи со Бог. И не треба да се прават теологии од такви нешта, но верувам дека треба сведоштвата да бидат кажувани за да се порази ѓаволот, или делата на ѓаволот да бидат поразени, но и од друга страна да се поттикне во другите луѓе вера, да се поттикне во другите луѓе доверба. И немате посигурно место од тоа да бидете насамо со Бог. И така да се соочуваме со работи, некогаш ги занемаруваме ради нашата динамика, но главното е да застанеме и да речеме кој сум јас. Јас сум во Бог и Он е во мене, и така да му дозволите Он да делува вашиот живот. Фактот што го учите во вакви моменти, или што јас сега го согледував, знаете, понекогаш ги знаеме работите, но
како што кажав, ради динамиката, ради нашите случки животни, некои работи ги тргаме на страна и во вакви моменти Господ ги вади на површина. И толку смирувачки, ако можам да кажам, е фактот да знаеме дека сме сакани, дека некој не сака и во сето тоа сакање постои таа безбедност дека некој се грижи за нас, дека некој не мисли. И тој факт многу го олеснува животот. Така, помислата, самата помисла дека си сакан од некого, дека си сакан лично од самиот Бог, ти дава невиден ентузијазам да се впуштиш во борбата што ти престои. Да едноставно да се впуштиш во предизвикот што ти престои. Зошто? Зашто знаеш или учиш дека не си сам. Јас ќе се потрудам денеска да бидам концизен на она што сум го запишал, зашто секогаш има простор да се избега од темата, но она што го размислувам во текот на деновите сакам лично да го пренесам. Така да, тука сум пишал таа помисла дека некој е сакан, ја охрабрува душата и дава невиден ентузијазам да ја прифати борбата во која се наоѓа, да ја прифати ситуацијата во која се наоѓа. Зошто? Зашто знаете дека не сте сами. Она што секој еден човек се соочува во одреден период во животот, а тоа е дека ќе се соочи дека не секогаш луѓето ќе бидат, посебно луѓето што ги сакаме и што сме сакани од нив, ќе бидат до нас. И така да фактот дека Бог е секогаш близу до нас е најголемиот факт што треба да го знаеме и треба да ни биде јасен. Ќе повторам, не секогаш луѓето што ги сакаме и луѓето што не сакаат ќе бидат секогаш близу до нас. Но фактот дека Господ е близу до нас го олеснува животот. Така да во тешки периоди Бог ти дава луѓе, или поточно кажано во тешки периоди спознаваш или препознаваш дека Бог ти дал луѓе околу тебе. Ти дал заедница околу тебе во која си вклучен како член, си вклучен како некој што партиципира целосно во таа заедница. И за да може да ги видат работите што ти не ги гледаш во тој момент. Знаете, кога ние сме заглавени во некои нешта, не секогаш можеме целата јасна перспектива да ја видиме. И затоа Бог ни дава луѓе во нашиот живот, за да можат да имаат и они. И затоа ние им препуштаме на луѓето да имаат углед во нашиот живот. Затоа многу пати имаме кажано дека човекот е како отворена книга, или барем ние христијаните сме како отворена книга. Што значи отворена книга? Дека секој ќе дојде и може да прочита од таа книга. И така да, тука сум пишал дека не само што може да ги видат работите што ние не можеме, него може да имаат и надеж кога нашата е омалена, кога ние сме на некој начин папсани во надежта, кога некои работи ни изгледаат дури безнадежни. Имаме луѓе што ќе не поткренат, што ќе направат чекор за нас, за да можеме ние да ја видиме. И тој факт е еден од најбитните факти што го имаме во нашиот живот. Зошто? Едноставно сам не се живее. Така да фактот дека сме во заедница, фактот дека сме со Бог, дека имаме луѓе околу нас, е нешто што нас не ослободува. И овие денови, посебно додека лежав во болница, си уклучив HBO и гледав филмови, но тие што не познаваат, знаат отприлика кои филмови ги гледам. Ја не можам да престанам барем еднаш годишно да ги гледам Lord of the Rings или Господар на прстените, и не дека не ги разбирам, па ги гледам по 3 пати за да ги разберам. Има и такви нешта, има и вицови неви.
но едноставно што се толку добри, но што имаат толку силни пораки. И така да, гледајќи го Господ на прстените, ја гледа врската меѓу Фродо и неговиот помошник Сем. И едноставно тоа ми даде да размислувам о колку е добро, Господе, да што си ни дал луѓе да можеме заедно да го поминуваме овој живот. О колку е добро што сме им дале пристап во нашиот живот, па да може да имаат пристап и увид во нашиот живот, за да можеме полесно да го поминуваме овој живот. И се сеќавате секогаш Фродо, поради тежината што имаше за мисијата во неговиот живот, се знаеше да биде збунет, знаеше да биде понекогаш многу пати безнадежен, дури можам да кажам, да биде омалаксан, папсан во работите. Но тука беше секогаш Сем кој постојано беше тој што го охрабрува, постојано беше тој што го утешува, постојано беше тој што го подкрепа кога Фродо ќе падне, дури побара и да го, што е најбиблиски, побара да го носи неговиот товар или во овој случај или прстенот. И верувајте дека нема по-библиски, самиот Павле му требаше Варнава. Ја кога станавме христијани, мој пријател ме викаше Варнава или тоа значи човек на утехата, и јас си викав, ова е супер, ама да не се мисли човеков Павле, па мене ме вика Варнава и така да малце да се нашалам, али дефинитивно нас ни треба во нашиот живот човек или луѓе на утеха како Варнава, како Сем, што ќе не подкрепаат кога ние ќе не можеме, што ќе го разбираат нашето бреме или товар што ние го носиме. И така да ќе можат да помагаат во сето тоа. И затоа фактот дека имаме заедништво со луѓето го олеснува нашиот живот. Го прави полесен, го прави по-онебременет. Му дава сјај на нашиот живот. Но и во двата примери што ги спомнав, и Павле со Варнава, нели, и Фродо со Сем, ги имаме тука многу, Мојсе со Арон и сите тие такви библиски примери, не ја дава целосната слика. Зошто? Зашто секој ден човек има пат што сам треба да го помине. Што сам мора да го помине. Што сам мора да го изоди. Бреме што самите мора да го носиме на нас. Што луѓето околу нас ќе не можат многу што со тоа. И знаете, колку и да беше охрабрувачки помислата дека Семе со Фродо имаше бреме и тежина, што мораше сам да ја износи. И во ваков случај не смеме да забравиме дека никогаш, ама баш никогаш, не сме сами. Ќе ви кажам едно мое, за мене пророштво, што верувам дека е пророштво за многумина, за сите оние што ќе го слушнат сега, а тоа е, имаше еден пријател, поздрав до него ако ме слуша и ако ме разбира, или ако некој ќе му преведи, од Холандија, што тогаш прв пат се запознавме и ме виде и кажа, ти си силен дечко, се гледа, се познава, Господ ти дал многу да носиш, но не мора се ти да носиш. Дај му нешто на Господ. И јас верувам дека ова е порака за сите. Секој што се чувствува силен, секој што се чувствува и слаб од она што го носи, немојте да пробувате да носите сами. Имате заедницата, но и тогаш кога заедницата или луѓето нема да ве разберат, или ќе нема да можат да ве разберат, го имате Господ. Дајте му го бремето него и земете го неговиот јарем, зашто неговиот јарем е лесен. Така да ако сумираме, ќе видиме дека ние постојано не сме сами. Овие работи кои ќе ги согледаме, ќе бидеме поопуштени во сите оние предизвици што доаѓаат. А верувајте, ги има. Ги има. Секој еден жив човек има предизвици. Но пристапот или начинот на како ние им пристапуваме
не прави различни еден од друг. Ја охрабрувам на една, ако можам да кажам, слобода на делување, каде што точно ќе ги разбираме моментите, времињата, но точно ќе разбираме и кој сме и што сме во Господ и на каков начин да делуваме. Така да во такви моменти испливува, сум пишал, на површина нашето заедништво со Бог. Во тие моменти кога сам треба некои работи да ги поминеш. Јас имам многу сведоштва од целиот овој период, али ќе оставиме за некој друг пат. Со некој веќе што се гледам им ги кажувам и се за големо охрабрување. Али ќе имам уште уште многу пред нас да се гледам и да си ги кажуваме работите. Додиме едно по едно, така би рекол. И тоа сум пишал, тргнувајќи од мене, знам дека многу пати, ако не и постојано за одредени личности, сакаме да имаме целосна контрола врз тоа што им се случува во нивниот живот и целосно ја занемаруваме верата и довербата во Бог на таа личност. Ова сигурно се наоѓате во многу чести ситуации каде што најповеќе врз нашите, дали за тоа деца, сопруга или фамилија, сакаме да имаме контрола. Не нив да ги контролираме, него да знаеме од прилика како се движат околу нив работите, за да можеме да реагираме на соодветен начин, но понекогаш тоа е во страф и во паника. Зошто? Зашто и мината не заплашува од тоа што ќе се случи. Не разбирајќи дека и минатото, и сегашноста, и нината се во Господ Бог. И затоа многу пати ние сме буквално со двете раци или буквално со двете крила, како што е, не знам, гуската врз младенчињата, да ги заштитиме од секакви надворешни, но ако можеме и од натрешни влијанија во самите нас. И тоа е добро, се додека не го надмине моментот каде што ние ќе ја тргнеме до вербата и верата во Бог и ќе пробуваме сами тоа да го постигнеме. И не само што ние ја тргаме нашата доверба и вера во Бог, ние пробуваме да ја занемариме или да ја релативизираме и верата и довербата и на самата личност. И пробуваме да му кажеме дека не е во право. Слушајме мене. И ја верувам дека понекогаш тука многу пати знаеме, ајде не да грешиме, него знаеме да бидеме, дури можам да кажам, безчувствителни на тоа што Светиот Дух прави во некој човек, прави во некој брат, прави во сопругот или сопругата. И затоа мораме нашата вера, доверба и грижа целосно да ја втемелиме во Бог. Целосно да ја втемелиме во Божјото Слово. Целосно да ја втемелиме во заедништвото со Светиот Дух. И од таму да произлегува нашата доверба за иднината, нашата сигурност за сегашноста и нашето благодарам за исцеленијата од минатото. Ајде да видиме што друго сум пишал. Нашата грижа за тие околу нас треба да биде сразмерна со верата, довербата, пророштвата и ред други работи што ги имаме стекнато во Бог за таа личност. Кога ние сакаме да помогнеме, кога ние сакаме да делуваме во нечи живот, мора да бидеме сразмерни со верата за таа личност и верата што ја поседува таа личност. Да ни стоат секогаш пророштвата за таа личност. Верувате дека оние пророштва што јас сум ги имал или заедно с Данила што ги имаме во мојот живот, во периодот кога бев во болница, ми значеа многу. Зошто? Пророштвата значат имнина. Пророштвата значат дека имаме работи што треба да ги завршиме во Бог. И така да од голема важност е да ги негуваме тие. Павле самиот кажува, Библијата ни кажува, негувајте ги. Немате да ги отфрлате. Да, испитувајте ги, но негувајте ги пророштвата. Што значи негувајте ги? Држете ги како нешто што дури ти зависи животот од тоа.
држте ги на дланка, за да не ви излетаат, за да не ги заборавиме, за да можеме да имаме надеж во моментот. Оно што секогаш е добре дојдено и не држи будни во вакви ситуации, сум пишал, е молитвата за другите. Го согледуваме проблемот, дури го знаеме и решението, но не смееме да навалуваме. Тоа што можеме е да се молиме. Јас сум видел многу повеќе завршени работи преку молитва, него преку моето настојчување да објаснам на некого нешто. Зошто? Зашто Бог е верен. Бог е целосно верен. А ние кога му пристапуваме на Бог, му пристапуваме со смелост дека Он не слуша и не наградува за нашиот пристап. Ја верувам дека и вие имате направено кафенце, како што и јас тука е исто и топло, ми се слуши гласот. Некој сега Данила тука ќе рече, нема толку да зборуваш, ајде 30 да не се слушаме, да пати крилото. Така да таа грижа што ја целосно ја почитувам, но во исто време не сме да биде грижа во паника. Клучен момент е да бидеме свесни за неговото присуство во нашиот живот, но и за нашето во него. Ајде уште еднаш. Клучен момент за сето ова што го зборев е да бидеме свесни за неговото учество во нашиот живот, за неговото присуство во нашиот живот, но и за нашето во него. Не е само Бог присутен во нашиот живот, ние сме присутни во неговиот живот. Грчкиот збор за присуство е просопоу, што во буквален превод е пред неговото лице. За ова сум зборувал во претходни некои проповеди, нема сега толку да го објаснувам, но секогаш е добро да го повториме овој дел. Значи, кога ние кажуваме дека сме присутни во животот на Бог, тоаш кажуваме дека сме пред неговото лице. Затоа Павле во Коринтијаните кажува дека се преобразува во неговиот лик од слава во слава. Зошто се загледуваме како во огледало? Лице во лице. Лице во лице. Габриел, архангелот на Марија, кога Марија го праша неколку прашања, он ја одговори со едно нешто, што беше доволно за Марија да се смири. Јас сум оној што стои пред лицето на Бог. Да си свесен дека стоиш пред лицето на Бог, што значи дека и Он стои пред твоето лице. Е понекогаш сосема доволно за твоите понатамошни чекори. Фактот дека Христос со неговата жртва на крстот го отвори патот до неговото лице, значи некој мораше да го отвори патот. Зашто ќе видиме понатаму ви текнува како Мојсей си помина пред неговото лице и како евреите не можеа да огледаат Мојсей по лицето. И тоа е таа разлика од Мојсей до Христос. Зашто сега ние се загледуваме, а они не можеа и мораше Мојсей превез да има. Така да фактот дека Христос со неговата жртва на крстот го отвори патот до неговото лице, не прави смели да пристапиме до неговиот трон. Евреите не можеа Мојсей да го погледнат во лице од славата која изминуваше. Ем беше во минување, ем беше толку силно што евреите не можеа да гледаат. Зошто евреите не можеа да гледаат? Дали се запрашали?
зашто се чувствуваа за недостојни. Ако памтите, не го пратија Мојсе оди ти, ние не можеме да издржиме во тоа присуство. Ние сме недостојни за неговиот глас и неговото лице. Така да секогаш, кога ќе се почувствувате недостојни пред Бог, секогаш имате опасност од откровението дека не сте пред неговото лице. Интересно е што ни Мојсе не ја примети славата. Другите му ја кажа: "Еј, Мојсе, лицето ти свети." Он самиот не можеше да ја примети. Евреите се чувствуваа недостојни. Сум пишал и затоа се плашеа да ја видат Божјата слава. Секогаш кога ќе помислите дека сме недостојни, се ограничуваме да ги видиме Божите дела во нашиот живот и во животот на другите. Секогаш кога ќе почувствуваме недостојни во Господ, а Он не удостои, не направи достојни, ние имаме опасност да не ги видиме делата Негови во нашиот живот, но и во животот на другите. Ајде да не речете дека не читаме Библија, ќе одиме по 2 Коринтини 3:18, да во еден стих, како тоа што го прави Павле, ги објасни многуте мои зборови. Ајде ги почнемо од 17. Затоа нашата сегашна лесна неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава, бидејќи ние не гледаме на она што е видливо, туку на она што е невидливо. И ова е грешка, и се збуних скроз. А ние сите со откриено лице, гледајќи ја како во огледало Господовата слава, и се преобразуваме во исти лик од слава во слава, така како што го прави тоа Господ Духот. Еве го сето оно што го зборува. А ние сите со откриено лице. Мојсей беше покриен, но Исус го тргна тој превес, да можеме ние сите со откриено лице, гледајќи како огледало во Господовата слава, да се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, како што тоа го прави и Господ Духот. Оно што го зборев на почетокот за таа, нели, заедништво што го имаме, за таа заедница што имаме, за таа потреба да имаме луѓе околу нас и откровение дека Господ е со нас, не носи во еден многу убав момент што ќе сакам да го спомнам и е најтесно поврзан, и тоа дека ние стоиме во неговото лице, зашто само ако имаш заедништво со некого, можеш да бидеш пред неговото лице. И така да, ќе спомнам на кратко, само да не се одолговечи цело това, за нешто што е навистина значено, или нас барем треба да ни биде значено, а тоа е во какво заедништво сме и во какво заедништво можеме ние да бидеме. И тука сум пишал, прво заедништво е меѓу тебе и Бог. 1 Коринтијани 1:9. Ќе го најдеме и тоа. Верен е Бог преку кого сите сте повикани во заедништво со неговиот Син Исус Христос, нашиот Бог. Еве го тоа лично мое или твое заедништво со нашиот Бог Исус Христос, во кое сме повикани. Значи, за некој да те повика, треба да те оправда. Исус не оправда и не повика да влеземе во заедништво со Него. И сега сме влезени во заедништво со Него. И тука сум пишал дека заедништвото во кое кога поверувавме бевме ставени без да бидеме многу свесни за тоа што значи и на кого сега припаѓаме.
Тоа ми дава за право да кажам дека заедништвото се гради. Заедништвото е нешто што не го спознаваш од одма и колку да го спознаеш не е доволно, него има потенцијал тоа заедништво да го градите. Да, Господ е близу до нас, не стави во неговата благодат, во неговата милост, сега и ние сме близко до него, но тоа не мора да значи многу ако ние не го градиме, ако не бидеме свесни да го градиме тоа заедништво. Така да самиот збор заедништво што е употребен тука на грчки е коинонија, што значи да си дел од нешто и да имаш удел во истото. Значи не само некој си дел, незначаен, но ти сега имаш удел во тоа, се дружиш во тоа друштво. Значи не само во тоа друштво ставен, па ајде добро ради реда ме стави, инаку ја и многу не зависи од мене и не зависат многу работите од мене. Не. Него сега во тоа друштво се дружиш подеднакво како и другите. Заедништвото со Бог е нешто што треба да се негува. Што негуваме? Негуваме нешто што ни е многу важно и значајно. Тоа е заедништвото со Бог. И затоа тоа треба да го негуваме и те како многу. При тоа негата да не ти зависи од околностите, ова е интересно, и работите низ кој поминуваш. Тоата нега на заедништвото не треба да зависи од тоа ни што поминуваме. Па сега ни е добро, го тргаме на страна, па сега ни е лошо, каде си Господе, те нема или тука си, сега ќе те слушам највеќе, сега ќе те почитувам највеќе, ќе пуштам највеќе христијански музики сега ќе читам највеќе Библија, супер е тоа. Но да не ни зависи нашето заедништво од околностите околу нас. Целата убавина на нашето заедништво со Бог е тоа што можеме да растеме во познавањето на самиот Бог. Но Бог никогаш нема, ова е многу битно, но Бог никогаш нема да дозволи да останеме само на тоа ниво на заедништво, за да не забегаме во некоја псевдо или лажна духовност. Мерилото до каде сме со нашето заедништво е со Бог е тоа како реагираме во заедништвото со другите. Ја имам силно заедништво со Бог, го слушам постојано Бог, Он ме слуша, постојано во тајната соба ние си разговараме, али надвор некако не се снаоѓам. Меѓу друштвото некако не се снаоѓам. Во бракот некако не се снаоѓам. Ти тогаш имаш проблем, јас имам проблем во таков случај со заедништвото со Бог и треба да го поиспитам, зашто Бог секогаш ќе не пушта надвор за да го докажеме заедништвото или го покажеме, не докажуваме ние ништо, но да го покажеме нашето заедништво со Бог. И затоа второ како заедништво сум пишал меѓу тебе, Бог и луѓето. По мене ова е главно заедништво, зашто го опфаќа секој аспект од нашиот живот. Во вакво заедништво има најголем потенцијал за растеж и напредок во секое поле од твојот живот. Филипјани 2:1-5. Павле тука го објаснува најубаво тоа заедништво. Бог и луѓето. Филипјани 2:1-5. И така, ако има некаква утеха во Христос, а има, ако има некакво охрабрување од љубов, а има, ако има некаква коинонија за едништво со Духот, а има, ако има некакво сочувство и сожалување, а има, направете ја мојата радост целосна, имајќи исти мисли и иста љубов, обединети во Духот и со една цел. Не правете ништо од ривалство или од суетно честолюбие, туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе. Не гледајте само на своите лични интереси, туку и на интересите на другите. Имајте такви мисли во себе, какви што имаше и Исус Христос. Интересно е последното, имате такви мисли во себе. Што значи во себе?
Само Бог ги испитува нашите тајни мисли. Ние можеме да имаме убави зборови пред луѓето, но во себе може да имаме други мисли. Затоа имате такви мисли во себе, како што имаше и Христос, Исус. Тоа е заедништво со Бог. Кога во себе ќе бидеме израснети, да и она што не го кажуваме, луѓето го гледаат во нас. Вау. Така да, исто и овде кај искористен зборот коинонија, дружење, на англиски fellowship. Дружење што не поминува, дружење што става траги, каде што сме дел од тоа друштво. Ова заедништво е најдобро место да покажеш какво е твоето заедништво со Бог. Има уште неколку, ќе спомнам само уште едно, а тоа е уште две, тоа е меѓу тебе и луѓето. И ова светот го нарекува филантропија, човеколюбие, но и како ова нешто не е излезено од светот, е излезено од верските учебници, од Библијата, и ќе појдеме во Колошјани 3 од 12 до 17 и да го потврдам се това и тука негде да завршувам. Трета глава од 12 до 17. И така, како Божи светли и мили избраници, облечете се со милосрдно срце, љубезност, понизност, кроткост и трпеливост. Еве го, поднесувајте се еден со друг и проштевајте се еден на друг. Ако некој има поплака против некого, како што Господ ви прости вам, така проштевајте и вие, а над сето тоа облечете се во љубов, која совршено сврзува се. А Христовиот мир нека надвладе во вашите срца, за кого сте и повикани во едно тело, и бидете благодарни. Ево тој однос меѓу човек и човек, што е поттикнат сепак од Бог. Знаете, на едно место прочитав дека човек што не ја препознава Божјата љубов е како езеро што е без вода, како езеро што не истекува. Тоа на брзина скрушува и на брзина замирисува. А можете да направите споредба со Охридското езеро, каде што дримот истекува. Тоа е секогаш чисто, така да срцето на луѓето што се полни со Божјата љубов, секогаш имаат реки низ, тече реки низ нив, каде што ја канализираат, каде што ја носат љубовта до другите. И секогаш нивните срца остануваат чисти, остануваат бистри. И тука не сум запишано, ќе ја спомнам, може би најлошото, сите заедништва што, мислам, овие сите се добри, лошо заедништво што ние можеме да го изнегуваме, тоа е јас и јас. Тоа е егоизмот, тоа е нешто што не бутнува во себецентричност, во нешто што не носи никаков добар плод. Така да, кога и да го видиме моментот на јас сум си доволен и само јас, да реагираме и да влеземе во некое вакво заедништво што на вистина е полезно за нашата душа. Тука нека да завршуваме. Уште едно ќе кажам, ќе ги следиме препраките од државата и ќе видиме, може би уште наредната недела ќе можеме да се видиме во Сити Хол. Бидете со трезвен дух, бидете, нека вашата вера не биде сопнување за другите, нека биде поттик за другите како да живеат. Нека не само слушаат, него гледаат во вас оно што го зборувате. И јас сум многу благодарен што и на ваков начин можеме да се слушнеме. Еден од
познати христијани во 4 век пророчки изјавил дека неговите проповеди камо да можело да ги слуша цел свет во тоа време, а сега го имаме тој пристап до сето тоа. И навистинете, после многу векови, пророштвото се остварило и така да навистина нашите проповеди може да ги слушнат во целиот свет. И така да ви благодарам уште еднаш за вашата поддршка. Многу ми фалите во некој друго заедништво. Ние збориме за заедништво во момент каде што и не можеме да го имаме физички тоа заедништво. Но ако го разбрав се тоа, јас зборував за едно повозвишено заедништво што не е ограничено само до околностите од физичкото присуство, него заедништво или момент на препознавање дека сме во заедништво со Бог и со луѓето. А целата оваа техника само ни го олеснува тој момент на заедништво. Така да имајте убав ден, имајте исти мисли во себе како што Христос имаше самиот нас. Се гледаме нареден пат. Божи благослов.